Денеска почнуваме на нова серија која нарековме гласовите на црквата. Знаете, Христовиот дух зборува и денес во црквата. Христовиот дух зборува денес во црквата преку многу гласови, на многу начини, и тој е жив денес. И знаете, Господ користи и различни луѓе со своите таленти и дарови, на кои на некој начин ја зборуваат неговата вистина, ја вршат неговата мисија во светот. Ја сакам да ви покажам неколку слики, ако може, Никол. Се надам дека програмата нема да не изигра сега онака. Океј. Ни треба и нов компјутер само. Ни требаат многу нови работи. Океј. Се надам дека ќе се појават, не ќе да се уклучи. Океј, како и да е. Тоа што сега да ви покажам, замислите си го, сега да ви покажам една слика од евангелистот Матеј. Ако отидете во православна црква или некои од тие, да кажеме, фреските убави кои се нацртани во тие големите катедрали низ Европа, или слики, ако гуглате малце за евангелистот Матеј, ќе го видите Матеј како е нацртан и како држи една книга. Зошто? Затоа што тој го напишал Евангелието. На некој начин го имате Матеј со неговиот медиум преку која тој зборува Божјата порака. Ако гуглате за Мојсей, ќе видите Мојсей како стои пред израелскиот народ со две камени плочи со други зборови, начинот на кој тој служил и по тоа што е познат се 10 заповеди преку законот преку кој Господ го дал тој закон на израелците, но и преку кој склучил завет со тој народ. Ако го гуглате Јона, пророкот Јона, ќе го видите Јон најчесто како е фактички фрлено брод и како една голема риба го јаде, го голта и после неколку денови, не е нацртано се тоа на сликата, но приказната води така. Ако го гуглате апостол Павле, или ако го видите како прво на овие старите фрески, на старите икони, како прво главата на Павле е најголема од сите. Гледате сите апостоли и оно, сите имаат релативно окей глави, али Павле има онака толкаво чело. И поентава е дека човекот бил многу паметен и црквата така го прикажува. Дека тој пишува и обично ќе го видите апостол Павле со перо на лист хартија пишува посланија. Тој е апостол Павле. Денеска ќе зборувам за едно од тие посланија и начини на кој апостол Павле ни зборувал на нас. Како што Божјиот дух зборувал во дамнешно време на различни начини, преку различни луѓе, аз верувам дека на еден сличен начин денеска Божјиот дух зборува. Затоа оваа серија ја нареков гласовите на црквата. Оваа серија почнува сега и завршува со 24 септември, која ќе ни проповеда Никол. Значи, од сега до 24 септември ќе имаме плејада на различни говорници, ќе бидам јас, ќе бидат некои други од оваа црква, ќе го имаме Мајк Пирс тука, ќе го имаме Ренди, кој ќе ни црта, ќе имаме Фани кој ќе ни пее во својата проповед. Значи, сакам да кажем дека Исус користи различни таленти, различни дарови, различни медиуми со кои тој не обдарил да ја комуницира вистината и на некој начин преку тоа Бог ни го дава Светиот Дух да не оснажи, да живееме, да го живееме она во кој тој не повикал. Верувам дека Духот ќе ни зборува силно во наредните месец и пол. И јас само ќе ви кажам вака, бидете отворени за она што Светиот Дух сака да ни го зборува. Многу е важно тоа, да го слушнеме Евангелието на начини на кои Бог сака да го комуницира и тоа Бог го прави на најразлични начини. Ќе слушнеме многу гласови кои ќе ја проповедаат евангелската вистина од ова, затоа што верувам дека на свој посебен начин Бог ја комуницира таа вистина преку различни луѓе. Јас сум радосен што во голем дел од тоа јас ќе бидам слушател. Сакам да слушнам што Господ има за мене да ми каже. Последните 2 недели го читам посланието до Ефесијаните и ако се сеќавате по последната и предпоследната проповед зборував малце за Ефесијаните, моментов размислувам за тоа послание, го изчитувам одново и одново и гледам на кој начин апостол Павле се обратил на црквата во Ефес.
Од време на време може во проповед ќе ме чуете по некој коментар за тоа послание, е многу интересно. Јас и не само во проповед, минатата недела зборував и со нашиот пријател Джим од Охајо. Мислам дека тоа му омиленото послание и така да скоро секој разговор го завршуваме на Ефесијаните некако. За некои зборови кои тој ги истражувал, за онака многу интересно како се навраќаме на тоа послание и верувам дека Господ ми зборува многу нешта сега во оваа сезона преку тоа послание. Сакав за денеска, ако можеме и ако успееме, да видиме како првата црква во Ефес го слушнала тоа послание на апостол Павле кое било напишано до нив. Знаете, посланијата ние ги читаме сега кога студирате теологија, седнувате на едно од Павловите посланија и посветувате малку време. Ќе ги земете првите неколку стиха. Еден ден ги правиме салата, буквално, стилот, овој збор, каде оди, структура на реченица, што апостол Павле го прави, што значи во изворниот јазик тој збор. Значи, посветуваме многу време да го студираме секој збор што апостол Павле го напишал, зошто туку го ставил тој збор, што мисли од Стариот Завет, која поента ја влече и така натаму. Едноставно обемно истражување. Но кога тоа послание е пишувано, како прво тоа послание се читало цело од почеток до крај, пред црквата. И еден ден тоа ќе го направиме и ние. Ви го ветувам тоа. Ќе најдам некој кој има глумечки способности, кој знае добро да чита, кој ќе знае добро да го прочита тоа послание, за ние ќе седиме тука и ќе го слушнеме целото послание од почеток до крај, онака како што првата црква го слушала. Апостол Павле го праќа тоа послание и луѓето го слушаат. Се замислете вака. Замислете да бидете како луѓе од првиот век. Како прво, никогаш во животот не си прочитал. Најголем дел од луѓето не читале. Значи, никогаш во животот ништо не си прочитал. Ни шпанска серија, ни кои се сега популарни, турски серии. Јас од шпанските серии немам гледано такви серии. Ни турска, ни индиска серија, ништо не си, ни сабтајтлс не си прочитал ништо. Ни книга, ни вестник, ништо не си прочитал во животот. И тоа било голема веројатност за 90% од луѓето. Никогаш не си бил во училиште и никогаш студиозно не си имал пристап до некаква литература, филозофска или каква и да е, како што ние денес имаме пристап. Имаме сите мобилни и преку тој мобилен имаш пристап до речиси целото човечко знаење до сега што е на дланката. Што се однесува до едукација и знаење, се на што се подпираш и во што си имала искуство, било домашното воспитание, кое е многу важно, локалните легенди и приказни, кои биле поучни, традициите во кои си пораснат, сите тие работи се твоето воспитување и твоето знаење, на тоа се темели твојата едукација и занаетот кој си го наследил од своето семејство. И ти сега како таков седнуваш во црква, од никаде апостолот Павле, кој ти можеби си го запознал, прв пат си го видел, можеби само си слушнал за тој голем Божи човек, праќа писмо до твојата локална црква, ти седиш и возбуден си да го слушаш тоа, и како што било обичај, целата црква седи и внимателно го слуша писмото кое тој апостол го пратил до црквата. Тоа всушност е апостолот кој ја отпочнал оваа црква. Значи тоа не бил само некој човек посетител, говорник како Џоел што беше минатава недела. Џоел ќе дојде, ќе си оди и следен пат кога ќе дојде голем дел од вас може ќе го заборавите, поима не. Апостол Павле бил оној кој ја почнал црквата таму. Оној кој ја отворил, оној кој ги обучил првите водачи таму, оној кој бил првиот кој дебатирал со сите таму евреи кои биле против црквата, дебатирал со сите тие филозофи таму. И тоа биле луѓето кои не само што ја слушнале пораката од апостол Павле, туку и преку знаци и чуда го виделе, ја виделе валидноста на пораката која апостол Павле ја проповеда. И еве го воведот, со долго очекување го чекаат тоа писмо да се прочита во нивната црква и слушнете како звучи тоа. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес. И ако сега седите таму во Ефес, во црква, да кажат,
Тој за мене, човече, до црквата во Ефес, значи го каже нашето име. Како што јас се гордеам кога ќе слушнам до црквата во Македонија, си за нас е тоа адресирано. Така луѓето во Ефес го примале тоа. Ова е писмо до нив наменето. И до верните во Исус Христос. Благодат, мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Тоа е поздрав. Ова е првата реченица. И слушате сега втората реченица. Знаете, ако сте учеле македонски, имате проста реченица, просто проширена и проширена реченица. Ова што и сложена реченица. Ја учев малце и во хрватска, така да терминологијата може да ја мешам. Како и да. Ова што апостол Павле го пишува овде, една многу голема реченица, која да кажеме, ако сакаш да следиш мислата, мене барем ми требаше, сеќавам кога го работевме тоа со професор Кевин, ни требаше цело попладне да го образложиме, да го разбереме ова што апостол Павле сега да го каже во една реченица. Слушајте ја втората реченица. Нека биде, тоа е значи прва глава, третиот стих, ако пратите. Прва глава, трети стих. И натаму. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос, така што и не избар преку Него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, предопределувајќи не за посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат со која не дарува, преку својот возлюбен Син, во кого имаме откуп, преку Неговата крв, простување на гревовите по богатството на Неговата благодат. Ако тоа прв пат го слушате, си мислите дека човекот само наредил убави зборови за да има естетика. Не сме ни свесни колку теологија има во таа една реченица. Што прави апостол Павле кој ќе го искомбинира сето тоа? Од Стариот Завет, терминологијата која користи тука. И тоа интересно можеме да видиме зборови како не благослови, тој не благослови, не избра. Тоа ништо не е случајно што апостол Павле го користи тоа. Тој не избра да бидеме свети, пред определувајќи не дарува, имаме откуп. Сите тие работи апостол Павле логички ги подредува една по друга. Што сака апостолот да каже? Знаете, честопати ние сме виновни за она што К.С. Луис го вика и честопати го кажувам тоа тука, за хронолошки снобизам. Го кажам тоа за да никош да не го заборавиме. Ние мислиме дека ние сме најпаметната генерација која некојаш живеела на планетата Земја. Сите пред нас биле или глупи, или идиоти, или неразумни, или немале доволно не знам што. И мислиме дека ние сме најпаметните. Замислете, ова послание е читано во црквата во први век на луѓе кои никогаш не посетиле школа, најголем дел од нив. Ова послание е читано на нив. И апостол Павле не ги штиди да каже, окей, овие немаат ни второ деление. Дај се јас да го прилагодам текстот за сите да го разберат, да направи некој површно текстче кој ќе биде као каша попара за сите да го разберат. Апостол Павле не го прави тоа. Тој пишал послание до црквата и тој верува дека тоа послание ќе биде за изградба на таа црква и не само на таа црква, и на генерациите кои ќе дојдат после тие што се во тој момент во таа црква. Јас само ќе кажам, чим воведот е ваков на ова послание, сложен вовед, што останува за остатокот од писмото? Верувате ми, комплицирано е. Пристапувајќи на писмото, сега ќе зборувам за целото послание и она што јас сакам да го пренесам на вас, или тоа што јас го научив од тоа послание, нема да биде еден дел, нема да биде само еден текст, ќе имам повеќе текстови, повеќе стихови врз кои ќе го базирам тоа што ќе го зборувам. Сакам да видиме што можеме, што е тоа што може да го научиме од ова послание, како да се поставиме, на кој начин да го разбереме ова што апостол Павле сака да ни го зборува. Пристапувајќи на писмото само со цел да се разбере и да се знае, може да не доведе до состојба на еден од ликовите во еден од познатите христијански класици, Патот на христијанинот, на англиски Pilgrim's Progress, во која помеѓу бројните и сцената е таа, Патот на христијанинот, тоест христијанин оди со еден товар и оди низ цел свет
да го најде спасението, да избега од тој град кој ќе се уништи и така натаму, кој ќе го снајде Божиот суд. Ја носи вреќата полна со гревови, тоа е символиката, и попат тој среќава многу луѓе. Еден од тие луѓе што ги среќава попат, интересно е како имењата на тие луѓе уствари кореспондираат со кои тие луѓе уствари се. И заборев како му беше името на тој еден сопатник што го имаше со него, но тој човек беше човек кој секогаш сака да разговара за теолошки теми, се знае, буквално за секоја тема знае, се верува, ама некако човекот застанува на тоа. Живее во едно таков абстрактен христијански свет, каде што човекот не го живее христијанството, едноставно само го знае. Го вергла тука, отприлика тука застанува. Само ги зборува правилните нешта. Неговата вера се состои да знае колку што е можно повеќе од Библијата, колку што може повеќе да ги разбере тие нешта и да ги дебатира и да ги дискутира без крај. Но тука завршува неговата вера. Еден таков сопатник има и тоа е нормално многу трагична приказна во тој момент. Затоа што човекот знае се, но животот едноставно не го отсликува тоа. Имавме ние на времето една парола во Македонија кога се отвараат тие универзитети во Шти, во Стумица, кај Клонови, кај се што отвара. Паролата на владата беше знаењето е сила, знаењето е моки. Сите сте ја слушнале. Идејата е дека со знаењето, голем дел од работата сме ја завршили. Тоа е идејата. Само кога нешто знаеме, голем дел од работата сме ја завршили. Со појавата на просветителството, човекот почнал себе си да се гледа пред се како рационално битие. Знаете, во филозофијата човекот или во психологијата човекот се гледа како некакво битие. Ако го прашате Фройд, тој ќе ви каже човекот е сексуално битие. И тој центарот на секоја анализа ја гледа од тука. Тоа е појдовната точка и завршната точка. Во просветителството човекот се гледа како рационално битие, како човек кој треба да се едуцира и како едукацијата е спас на апсолутно се. И тоа е, не сте ли свесни колку е присутен тој светоглед? Ако зборам за Африка, ако зборам за секој, па знаеш, не се образовани и така, но као образованието да носи некаков близ, како да кажем, некаква кулминација на човештвото. Човекот почнува да се вреднува не по тоа кој човекот е во суштина, иако сакаме да мислиме дека тоа го правиме, туку по тоа кој колку знае и какви се процеси на едукација поминал тој човек. Интелигенцијата почнува да се мери не според животот и плодовите, туку исклучиво преку знаењето стекнато преку книгата и училиштето и во конечност преку дипломите и сертификатите во денешно време, кои се многу популарни. Колку повеќе сертификати имаш, толку поквалитетен човек си ти, толку покомпетентен си и, со други зборови, повеќе пари добиваш, значи по-вреднуван човек си ти. Тоа е тоа. Така се вреднуваме ние. Пред да продолжам понатаму, морам да напоменам дека јас не сум антиакадемски настроен у никој случај. Јас верувам искрено дека човекот учи додека е жив. Искрено го верувам тоа, дури и народното она што го веруваме дека човекот, онака паушално ќе си кажеме човекот учи додека е жив, но јас верувам дека човекот треба да биде изложен дури и на академска литература, па и малце потешка литература, за да го вежба мозокот до самиот крај на својот живот. Затоа што така растеме. На тој начин растеме како личност. Тоа е она што ние како семејство во суштина го веруваме и постојано го зборуваме со нашите деца. Го третираме мозокот како мускул, кој мора постојано да го вежбаме. Тоа го правиме преку читање книги, разговарање за тие книги, што прочитале и така натаму. Но има еден проблем. Кој ако не сме внимателни, можеме лесно да влеземе во една заблуда, која не е ништо ново на земјата, но се појавува во различно светло и во различна форма во секоја епоха. Ако во првиот век таа заблуда била гностицизмот, гносис, некој скришно знаење, во кое верувале, имале еден дуалистички поглед на созданието, се што е важно е знаењето, духот, телото нема врска,
Значи со духот, тоа што јас си го верувам, тоа е најважно, со телото може да правам што сакам. Не е ни важно. Тоа е гностицизмот. На некој начин верата ја, како да кажам, ја стават во рамките на рациото, на оно што јас ќе го спознам, на тоа што јас ќе го на некој начин духовно ќе го искусам, а телото, ова што секој ден го правам, тоа не е ни важно. Тоа многу потсеќа во голема мера на црквата денес, во било која каде и да одиме. Ересот на гностицизмот се појавува на многу начини во различни епохи. Во денешно време, можеби тоа би бил предизвикот со виртуелниот свет. Проблемот со знаењето и виртуелниот свет. Во виртуелниот свет станува се полесно да се знае нешто и да се остане на тоа. Бидејќи во виртуелниот свет сите имаме профили кои немаат врска со вистинскиот јас. Јас познавам некои луѓе материјално, физички, ама ги гледам и во виртуелниот свет. Ти се две различни личности. Буквално две различни личности. И луѓето се подпираат или вложуваат многу повеќе во тој виртуелен профил кој тие го градат со години и се обидуваат да бидат колку што е можно по онакви какви што сакаат да бидат. Овој вистинскиот јас останува во некоја апатична состојба, во некоја неактивна состојба и таму тлее. Познам многу такви луѓе. Дури кога бирам слика за мојот виртуелен профил, ја бирам сликата која ми се допаѓа, на која сум во добро издание. Сакам така да ме перцепираат луѓето. Имаме луѓе кои живеат дури паралелни животи. Имаме луѓе кои многу посериозно го разбираат виртуелниот свет отколку реалниот опиплив свет. Има луѓе кои имаат премногу време или поминуваат голема количина на времето од времето на социјалните медиуми. За нив виртуелниот свет на социјалните медиуми станува светот од кој црпат информации за животот, за вредностите, за статусот, за нивната заедница, од таму црпат се. Виртуелниот свет, она што тие се представуваат умствено, таму станува нивната реалност. Тоа е реалноста во која живеат. Последователно и целата христијанска вера се сведува на тоа. Важно е што јас верувам, кој зборови и користам подред, на кој начин, во кое време, реалноста е нешто сосема. Седа тоа се случува во нивната глава. Тие во суштина не се ни инволвирани реално физички со голем дел од тој виртуелен живот. Доколку читаме посланието до Ефесијаните од самиот почеток, до некаде средината на посланието, дури можеби ќе добиеме еден таков впечаток дека дури и апостол Павле христијанството го сведува на борбата која се сведува на разината на умот. Читате од 1 до 3 глава. Апостол Павле таму многу зборува за концептите кои може да ги погледнеме таму. За Божјото делување во историјата на човештвото, како тоа влие на нас, кои сме ние, по статус, по повик и така натаму. Тој зборува многу за како теолошки тоа можеме да го разбереме во контекст на Божјото делување во Стариот Завет. Употребува многу терминологии, кои се да кажеме и апстрактни терминологии, како да кажеме посинување. Иако посинување е многу телесна работа, но во контекст на Бог, во контекст на теологијата, тој го употребува, тој е апстрактен термин, за да ние можеме да разбереме кој е нашиот однос со Бог. Посинување, ветување, оправдание, откупување, наследство, благодат и така натаму и така натаму. Сите тие се термини кои тој ги обработува од 1 до 3 глава и многу исцрпно. Внимава на секој збор кој го употребува. Како да разбереме кои сме ние и што Бог направи за нас во контекст на таа голема наратива, на таа голема приказна. Од 1 до 3 глава тој го било тоа. И апостол Павле учителски ни објаснува многу за сето тоа. Понекогаш неговите полемики и поуки се прекомплицирани за да можеме да ги разбереме од прва. Па ги читаме повторно и повторно и повторно за да можеме да го разбереме системот на секоја реченица која тој внимателно не составува. Понекогаш кога го читам сето тоа што го напишал и кога ми текне дека он го диктирал тоа, ја не можам да разберам како може да постигне таков ум кој може системски да го каже тоа на еден таков начин. Пошто со Фани го разговаравме до сега, кога ќе напишеш на Word, се е пред тебе, можеш да го преместиш, да го редефинираш, милион работа да направиш. Во тогашно време,
апостол Павле нема бесконечно папирус. Има одредени листови кои мора да ги пополни, да ги прати до црквите и тој тоа го прави во еден здив. Седнува и почнува да го кажува тоа, има некој што го запишува тоа. И не ми е јасно како може толку сложени концепти и реченици во еден здив да ги искаже на еден таков начин. И видите како трета глава, тој дел од посланието завршува. Слушнете како завршува трета глава. А на оној, има како една доксологија, една молитва на крајот. А на оној, кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Нему нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин. Така завршува трета глава. Како е завршува молитвата, така? Завршуваме со амин. И знаеме дека молитвата е готова. Пошто ако не кажеме амин, јас сум бил дел од молитва каде што не кажуваме амин се до самиот крај. И на крај понекогаш забораваме да кажеме амин и сега се мислиме дали е завршена молитвата или не е завршена. Амин, готово, завршена. Идемо дале. Можам само да замислам како можем и во црквата се спремале луѓето да си одат додека го читат посланието, читат и доаѓаат амин и некој веќе станати за да си одат. Готово, завршува пораката. И само тој што чита кај ќе одите, чекате им уште еден дел од посланието. Тек сме на пола. Сикаш може би во тој момент што убаво апостол Павле кажа. Многу интересни идеи и теолошки размисли. Знаете, кога седите на убаво предавање, ако некој професор знае убаво да го предаде тоа што го предава. Во тој момент додека го слушате тоа и кога ќе заврши предавањето, се чувствувате по-богато. Се најадов онака умствено, се најадов од тие зборови што ги слушав. Верувам дека црквата може би така се чувствувала да го слушаат тој дел од апостол Павле. Слушаат амин и се спремаат најадени духовно да се одат дома. Ама сега почнува четврта глава, која е малце поразлична од првите три глави. Четврта до шеста глава. Слушнете како продолжува апостол Павле. Има еден многу важен збор тука помеѓу трета и четврта глава, а тоа е зборот затоа. Многу важен збор. Може би во литературата тоа не е толку важен збор. Но во посланието на Павле тоа е многу важен збор. Затоа ве молам, јас затвореник во Господа. Тоа е четврта глава, 1 до 3 стих. Да живеете, не е да размислувате, не е да разберете, не е да си онака да си мудрувате, туку да живеете достојно според звањето во кое сте повикани. Со секаква понизност и кроткост, со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов, настојувајте да го запазите единството на духот во врската на мирот и така натаму, и така натаму. Читајте 4, 5 и 6 глава. Ќе видите дека таму нема многу теологија. Има веќе пракса. Со амин завршува теологијата, затоа од тука почнува праксата. Апостол Павле сака да каже следно. Без разлика што разбирате и што знаете и колку знаете, колку и да имате прочитано или истражено, колку и да сте слушале проповеди во живо или на YouTube, колку и дипломи да имате, колку и курсови да сте завршили, колку и сертификати да имате у ФИОКа, тоа знаење мора да стане живење, бидејќи знаењето во Божјото царство, доколку не роди плод, како што вели Исус, гранките кои не носат плод се кастрат, за да можат оние кои носат некаков плод да донесат уште поголем плод. Апостол Павле преминува од она што треба да го знаеме и разбереме, преминува на какви треба да бидеме. Кој е во Христос, тој е ново создание. Тоа не е само теолошка изјава, тоа е многу практична изјава. Што научила црквата во Ефес, кога прв пат го слушнала тоа послание на апостол Павле? Знаете,
Ние го немаме луксузот да ги слушнеме тие предавања од апостол Павле, тие посланија или верата за Христос да ја слушнеме по прв пат. Ние веќе доаѓаме во црква со некакво презнање за Исус, дали сме го гледале филмот, што и да е. Знаеме некаква наратива за христијанство, некакви вредности. Го немаме тој луксус да ја слушнеме таа порака за прв пат. Црквата во Ефес го имала тој луксус. Голем дел од нив. Некои од евреите веќе биле упатени, но паганите слушнале само за евреи. Знаеле дека се малку чудни, непокорни, не се поклонуваат на Цезар, не се едноставно, не се инсайдери на општеството, сака да бидат цело време аутсайдери. Но од сега слушаат за една нова личност, Исус Христос. Што научила црквата во Ефес кога го слушнале посланието на апостол Павле до нив за прв пат? Јас верувам дека го научиле ова. Спознанието вистински се валидира преку поведението. Спознанието вистински се валидира или вистински е валидно само преку поведението. Спознанието во христијанството не е само некакво суво знаење за некакви информации. Тоа е искуствено познавање. Тоа е многу различно. Пред се почнува со познавањето на Господ Исус Христос. Тоа е почетокот на апсолутно се. Но продолжува преку искуствено познавање на неговото делување во твојот живот и во заедницата во која припаѓаш. А од каде доаѓа тоа? Има еден многу важен збор исто така во таа прва реченица која апостол Павле користи, а тоа е: затоа, еве го првиот збор, ве молам, јас затвореник во Господа, да живеете достојно според звањето или според повикот во кој сте повикани. Звањето во кое сте повикани или повикот во кој вие сте повикани. Прво што мораме да разбереме дека има повик. Први треба да разбереме дека сме повикани. Животот кој го живееме по благодат не се должи на нас и на нашиот труд. Како што вели апостол Павле во 2 глава, објаснува теолошки, тоа се случува по благодат, за никој од нас да не се фали. Не може да се пофалиш дека нешто си направил. Тоа е по благодат. Мораме да разбереме и да знаеме дека се е по милост. По благодат сте спасени, така вели апостол Павле. Никој од нас тоа не го заслужил. Но повикани сме по милост. Повикот доаѓа по благодат. Повикот е многу важна работа. Повикани сме. Втора работа која мора да разбереме дека ние сме повикани од некого. Има многу луѓе во општеството кои се само повикани и тие не иритираат. Се чувствуваат само повикани за некои работи да зборат или се валидираат сами себе си дека се експерти во одредена област и се само повикани да бидат гласноговорници за групи, за нешта, за проекти и така натаму. Тие иритираат. Повикот Божи не е повик во кој ние пристапуваме како само повикани. Ние сме повикани од некого. Повикот е валиден затоа што никој не повикал во тоа што ние го правиме. Никој од нас не може да биде само повикан. Колку и на некого да му изгледа на прв поглед дека можеме му текнеме на него од никаде за Бог. Па сега истражувам малку повеќе за тоа. Обично луѓе така кога се во првите чекори во верата, кога се уште не разбират или се уште немаат некаков увид во својот живот, ќе кажат јас од секогаш сум мислел за таа работа или од секогаш сум сакал, као демек природно им доаѓа еден таков нагон да бидат они супер христијани, разбирате? На некој начин многу од нив завршуваат со тоа некое мислење дека они уствари успехот на добриот христијански живот се должи на тоа што они сакале и они се трудат да го живеат тој живот. Кога малце гребнеш под површина ќе видиш дека имало повик во тој живот. Не еден или на друг начин. Господ дал некаков повик, некаков копнеш во нивниот живот. Тие се повикани од некого да копнеат за некој. Тоа е повик кој доаѓа од некој кој те повикува на еден нов живот. Тоа е втората работа. И трета работа, тоа што е интересно е дека тој повик е по благодат. Не можеш со ништо да го заслужиш. Но треба да бидеш достоен за тој повик.
Тоа е многу интересна тензија. Не можеш да го заслужиш тој повик у никој случај. Како ќе го заслужиш, да кажеш јас заслужив сега толку, значи мора спасение мене и така натаму. Не можеш да го направиш. Но кога веќе си повикан, ти треба да бидеш достоен за тој повик. Тоа ме потсетува на парабола која Исус ја кажува за свадбата, Господарот и свадбата. Знаете, Господарот ги повикува тие што се прва постава на гости и секој као па воловите нешто, па не знам, ќе ми умрат моите, па треба да она погреб, нема и никој не доаѓа на свадба. Исус вика така, Господар вика така, повикај ги сите од улиците нека дојдат на таа свадба. И доаѓаат сите. И сега замислете, доаѓаат сите од улиците на свадбата и Господарот се шета, супер прекрасно, и гледа еден кој не е облечен за свадба. Вика, ти, Господине, како тука на свадба? Па, ајде надвор, пријатно. Ако веќе не си достоен за таа свадба, си повикан да дојдеш, најмалку што можеш да направиш да се облечеш за таа свадба. Не можеш да го заработиш повикот, но кога веќе си повикан, биди достоен за тој повик во кој ти си повикан. Христовиот повик кон нас не е упатен да останеме пасивни, туку да бидеме некој кој тој не оснажува да бидеме преку неговиот свет дух. Што значи да се биде достоен за тој повик? Знаете што значи? Како што го почнува апостол Павле, овој повик да бидеме достојни, јас, затвореникот за Исус Христос, понекогаш тоа ќе значи да бидеш затвореник за Исус Христос. По благодат. Како доаѓа тој повик? Знаете, Христовиот повик за секој доаѓа на различни начини. Понекогаш се јавува со виденија преку ангели, преку визии. Понекогаш е празнина која ти е откриена во животот. Понекогаш доаѓа преку некаква рационалност, дека окей, мене ми треба нешто во животот. Резултатот е секогаш ист. Доаѓаш до спознание на Христос, кој спознание те води до преобразба. Прво почнуваш со спознание на Христос, кое спознание уствари те води до твојата преобразба. Христос преку Светиот Дух ти дава и сила за таа преобразба. Нешто што навидно почнало природно, продолжува надприродно, бидејќи примаш сила од оскора. Зошто? За да бидеш достоен за повикот со кој си повикан. Знаете, размислував како да ја завршам, со која примена да ја завршам оваа проповед. И размислував многу. Која би било, веќе до сега верувам дека има некаква примена, верувам дека научивме многу, можеби онака само рефлексивно ќе размислиме кои се тие моменти или делови од мојот живот во кои јас христијанството го заклучувам во некакво знаење, во некој виртуелен свет во кој јас сум си совршен супер тип, каде тоа уствари не протекува надвор од мене. Тоа не продолжава во еден преобразувачки ефект во мојот живот. Можеби ќе размислам на многу нешто, но јас бев инспириран од приказната која Никој ја сподели на почетокот за визијата за кафичот тука. Визијата од абстрактна идеја Бог ја реализира чекор по чекор во нешто пипливо. Бидејќи само на тој начин можеме сите да уживаме во таа визија. Ако идејата за кафичот, колку и да е прекрасна и визијата, колку и да кажем, леле, колку убаво ќе изгледа ова место, се додека тоа место не се материализира и не стане стварно место кое што ние ќе можеме да го посетиме, да седнеме да испиеме прекрасно кафе, да седнеме да разговараме со нашите пријатели, да пораснеме духовно, да се молиме еден за друг таму, некако да доживееме некаква трансформација во тој момент, во тој кафич таму кај што ќе видиме, тој кафич станува абстрактна идеја и знаете ли што? На никој ништо нема да послужи. Колку и да изгледа убаво таа идеја. Но кога таа идеја ќе се материализира и ќе стане место каде што ние ќе може да го посетиме, веќе таа визија ја исполнува својата цел. На еден сличен начин верувам дека колку и да акумулираме тука знаење и теологија и што и рационално, што и да имаме тука во главата, ако тоа не протече преку нас, не преобрази во личности кога тоа станува нешто кое уствари луѓето може да го искусат, џабе.
џабе, не е доволно. Затоа што кога Христос не повикува да бидеме достојни за тој повик, тој не повикува да станеме ново создание, да станеме некој преку тој повик, преку кој тој повик ќе се манифестира. Затоа ако читате Ефесијаните, читате ја прво до 3 глава, и како што вика на филмот Тетовирање, ако сте го гледале, издигнувајте се. Го читате и онака ќе се издигнете малце со тоа, таа висока теологија, тие прекрасни текстови кои апостол Павле ги дава. А после читате 4 до 6 глава. И ако понекогаш сте мислеле дека окей, христијанството не дава доволно конкретни упати за како да го живеем животот, читате Ефесијаните 4 до 6. Апостол Павле оди до детали. Оди во детали во односите, во славењето, во животот, во мислите, во секојдневниот разговор, што да излегува од нас, што да не излегува од нас. Апостол Павле оди во детали. Тој тоа што го разбира овде, што било многу, што викаше нашиот пријател Коста Милков, вика, ја ќе сум среќен да знам 10% од тоа што апостол Павле го заборави. Тој човек има многу, но тоа не останало само во некои абстрактни идеи, во филозофии. Тој човек, тоа што го верува и тоа што го знаел, било преточено во неговиот живот. И затоа црквата ова послание го гледа како моќно послание, затоа што доаѓа не доаѓа од филозоф, само филозоф, туку доаѓа од практикант, некој кој вистински го живее тоа што го проповеда. Нека секој наш живот биде таков. Нека никогаш не дојдеме до тој мир во нашето срце додека тоа што вистински сакаме да го веруваме, таа личност која сакаме да бидеме, не преточиме виртуелно на некоја социјална платформа, туку да работиме, да станеме достојни за повик за кој Исус Христос не повикува, да бидеме луѓе кои ќе бидеме пријатен мирис и убаво место за среќавање на сите кои се околу нас. И нека Господ ни даде сила да можеме да го живееме животот на еден таков начин. Ова е првиот глас од црквата кој го слушнавте. Следото што многу гласови. Верувам дека Господ ќе ни зборува преку секој глас посебно за тоа кои треба да бидеме како црква. Ајде се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што Боже мој, преку Твојот збор можеме, Господи, да размислуваме, не само да размислуваме, туку и да видиме, да примеме сила, да бидеме она во кое што Ти не повикуваш да бидеме, Господи. Татко мој небесен, помогни ни, Господи, секој збор што ќе го прочитаме во Библијата, да размислуваме двострано за како да го разбереме тој збор, но и како да го примениме тој збор кој го читаме во тој момент, Господи. Јас верувам дека секое наше читање од сега натаму Ти ќе не подсетуваш на тој принцип, Господи. Затоа што го знаеме и проповедаме, да го живееме, Господи. Татко мој небесен, јас те молам да бидеш со нас, да не благословиш, да ни даде сила од Светиот Дух, да можеме да бидеме достојни за повикот во кој Ти не повикуваш, Господи. На тој начин да бидеме светлината која ќе свети во овој свет, која ниедна темна не може да ја засеми. Се оставаме, Татко мој, во Твоите раце. Прослави се преку се што правиме. Амен.